Успорен или никаков развој, губење на странски деловни партнери, инвестиции и пазари, отежна транспорт, работење со загуби. Многу од компаниите кои сме сместени во срцето на Пелагонија, децениското отсуство на адекватна патна инфраструктура со години го плаќаме прескапо, констатира градежниот стопанственик од Прилеп Гордан Бошковски. Од тука, конечната изградба на автопатиштата од градско па се до грчката граница ќе значи и своевиден препород за целокупниот бизнис во овој регион, вели тој. Пелагонискиот регион беше буквално слепо црево за инвеститорите. Сме имале случаи, одредени добавувачи ни ги носат од странски компании, вика јас немам на по-лош пат поминато со шлепер па во поширокиот дел Европа. Кога ќе имате автопат, кога ќе имате таква работа, тогаш дефинитивно ќе доаѓаат и странски компании како инвеститори, заради тоа што многу лесно поврзување од тука натаму со Солун пристаниште, значи тука е крвотоко на бизнисот. Без современи патишта нема развој на економија, дефинитивно е тоа. Од друга страна, Пелагонискиот регион со години е и втор по големина во придонесот на формирањето на бруто домашниот производ во Македонија со скоро 12%, а во исто време пак е со најмал процент на застапеност на сивата економија. Ова, според Бошковски, е и причина повеќе оваа влада посериозно да се посвети на развојот на овој регион, бидејќи, како што вели, негативните рефлексии и врз тековното работење и врз реалниот развој сега им се огромни. Фирмите и компаниите кои што работат во овој регион транспарентно си обавуваат работат законски и така натаму. Додека не е случај со некои делови од Република Македонија и компании кои што се јавуваат, а се подложни да работат, ајде буквално на црно, тоа е таа сива економија, ни представуваат за нас нелојална конкуренција. Инвестицијскиот бум во овој дел од земјата, особено во патната инфраструктура, неодамна го најави ресорниот министер и вице-премиер Александар Николовски. Тој рече дека до нова година ќе биде пуштена првата делница до Дреново од експресниот пат Градско Прилеп, до март Дреново Фариш, а за 3 години да биде готов и автопатот Прилеп Битола. А тука е изградбата на Битолската обиколница, како и на експресен пат до граничниот премин Меджитлија.